главните луѓе кои што се во моментот во комисијата и во извршниот одбор и кои што ја влечат целата работа во изработката на законот е дека оваа унија наша на здруженија ја прифаќаат со огромно задоволство, значи ни даваат комплетен легитимитет, го известија и кабинетот на министерот за нас. И оно што јас сега пак ќе се повторам уште еднаш, е битно дека јас треба од денешниот состанок и од денешната одлука и од све оно што ние во кратки црти ќе им го ставиме како известување со копии од сето оно што ми го испративте вие како решение за регистрирање на здруженијата и вашите факсимили и потписи денешни треба утре до 12 сати да го испорачам и ние до петок мора веќе да настапиме со промени и одлуки и измени во закон. Сите ме повикувам, значи сите вие што сте координатори од градот и кои што аплициравте, кои што станавте членови во здружението и во унијата, значи искрено ви се заблагодарувам апсолутно на она што си ја пробудивте свеста и што свативте, значи на каков начин треба да ги оствариме нашите цели. Значи и сето оно што сега ќе го обработуваме додатно како пристапници што ни го донесовте од другите градови, за сите вас кои што од овој момент ќе сватите дека тука ни е местото на сите, за сите ќе има пристапници во холот. И за сите ќе има, значи ќе ви дадеме информација како тоа повратно во вашите работни институции ќе си го инволвирате и на каков начин после ќе го контактирате со здруженијата, а ние ќе гледаме сите овие настани да се организираме и да ги посетиме и оние градови каде што не стигнавме да отидеме. Значи не стигнавме да отидеме во Крива Паланка, не стигнавме во Промештив, во Кратово, не стигнавме да отидеме во Пекчево, во Берово, не стигнавме во Виница, во Кавадарци, во Неготино, во Демирхисар, во Македонски Брод, во Македонска Каменица, меѓутоа имам сознание дека 80% од колешките се тука сега меѓу вас и мене тоа исклучително многу ме радува, бидејќи и затоа вака малку повеќе во детали се обраќам заради нивна информација, затоа што сакам кога ќе се вратат назад да имаат, значи, една пременета информација за сопствените колешки и најбитното е да им пренесам дека пораката на унијата во моментот е да се сплотиме сите заедно, сплотувањето да биде со компетенции, да пристапиме во здруженијата на тој начин да станеме компетентни, да можеме, значи, сите заедно да си го побараме законот и да ја побараме комората. Ако ги добиеме работните групи и го добиеме законот за се работи за нас, кој што мора да почнува со комората, верувајте ми, полека ќе ни се случат сите моменти во кои што ние нашите проблеми ќе ги имплементираме во здравствената политика, ќе бидеме компетентни да преговараме и во колективните договори, ќе разговараме и за коефициентите, ќе разговараме и за сестрите со над 20 години работно искуство, на кој начин и како ќе им се реализира она што го поминале со години на работните места. Нема да имаме вакви дезинформации од природата, сега повторно имаме едно несогласување со една информација, на сестрите со над 20 години работно искуство ќе било по дефолт признаена висока школа. Значи не се залажувајте со такви работи. Нас не уби неинформираноста. Нас до сегашното некакво се здружување не однесе на дното. Значи, од неинформираност и од незнаење, едноставно не знаеме што е здружение, што е комора, што е унија, што е систематизација, што е колективен договор, што е тоа што не реализираме работа. Колективните договори не осликуваат во систематизациите. За да бидете со собствените стручни нивоа признаени, мора систематизацијата да ве предвиди. Мора систематизацијата да ве испланира и да ве предвиди. Треба да бидете предвидени. Треба да бидете предвидени во наредните годишни планови на буџетите на здравствените институции. Јас кажувам и за другите што не знаете. Значи сите ние како институции, од нас здравствени институции, фондот за здравство ги купува услугите. Закупените услуги добиваме како здравствени институции буџети. Во тие буџети оправдуваме се што го работиме за пациентите, значи фактурираме преку здравствените услуги, меѓутоа тој буџет ги оправдува и логистичките, техничките трошоци и тука се нашите лични доходи и плати. И ако вие оваа година не сте испланирали дека 10 сестри ќе се доедуцираат, дошколуваат, ќе станат високи сестри така понатака, за да после тоа можете финансиски да ги поднесете, да им ги покачите платите и во доприносите, да им исплатите лични доходи на такво ниво, значи нема шанси вие да им го прифатите, може вие да си барате колку си сакате и постојано ќе се добивате одговор дека не сте предвидени во систематизацијата. Затоа не ве предвидела систематизацијата. И тој не е генерално проблем на неинформираност и сега ние дигаме сите едно незадоволство на таа ја призна школата, не ме призна. Од тука следуваат и индивидуални признавања на школата.
Значи секој еден менаџер ќе признае една висока сестра, си вика другите. Меѓутоа, пазете, тоа не е исто како со дипломите што ни доаѓаат со воредно образование. Имаме ли ние право да им ги демонтираме на колешките дипломите? Немаме. Јас им го поздравувам ентузијазмот. Тоа се сите луѓе кои што отделиле време, потрошиле средства, пари, отишле, учат, прават, затоа што им е дозволено на тој начин да се школува. Они не се виновни и ни доаѓаат на работните места со дипломи. Ние немаме право да ги демонтираме нивните дипломи. Ама после тоа се соочуваме со долготрајни едукации. И за нив е тешко, и за нас е тешко. И ни се случуваат негодувањата. И ќе ви се случат колешки кои што се во истиот коефициент на образование со плата, и вие си викате, јас сум со 30 години стаж, сега не земам иста плата, а јас учев 4 години, бев одделена од дома, одев, правев и така понатака, такво беше школувањето, централизирани беа старите медицински школи. Па и сега. Значи, и не може да вие тоа да им го издемонтирате. Ние мора да се избориме, да предложиме ние начин на кој што, ако мора да се ствараат кадри на вореден начин, по каква програма ќе се стварат тие кадри. Меѓутоа, за да ние седнеме во Министерството на образование и дадеме предлог и кажеме нешто, ние мора да бидеме правен субјект. За да синдикатите не прашат какви коефициенти ќе предвидиме, ние мора да имаме компетенција, значи, односно не може да се преговара за било какви коефициенти, ако не биде инволвирана комората на сестрите. Нити пак било каков проект во Министерството може да се случува, ако не биде комората на сестрите за било што прашање. Значи, тука не зборуваме за индивидуи, нема јасно тој или овој, нормално комората ќе има председател. Меѓутоа, комората е правен субјект кој што мора секаде во сите овие нивоа да не реализира во здравствената политика. Во оваква ситуација во каква што сме здружени во тоа ниво на едукации, значи ние едноставно не сме компетентни никаде, затоа нити не повикуваат, нити не прашуваат, нити можеме нешто да кажеме. И ние си кажуваме секој ден, не треба вака се школуваме, ние си кажуваме секој ден, не треба вака да ни се признае. И секој ден само нешто си кажуваме и времето си поминува, а нашата професија остана без дефиниција. Моментот сега, ќе повторам уште еднаш, на измените на дополнувањето на Законот за здравствена заштита е правилен момент во кој што треба да се пронајдеме. Долги години назад заседнувавме тамо на клупа како парцијално разбрани, немаше никој да не прифати да вика вие сте сестрите разсеани, вие не сте заедно, вие сте едни против други и така понатака, затоа што се соочува со користолюбиви некои политики на одредени индивидуи таму. И тоа не ми е целта сега да го дискутирам, тоа е една историја која што сите вие знаете, сите вие сте со искуство, сите вие тоа го знаете на период назад, и јас не сум таа која што треба да го кажувам, бидејќи тоа не можеме да го вратиме назад. Нажалост, меѓутоа за наша среќа имаме сега право да се освестиме малку. Значи таа ми е целта. Од тие причини сите здруженија се собравме на едно место. Значи јас почнав, ве поздравив и тоа еуфоријата ме понесе, па еве сега со задоцнување ќе ви кажам дека во Унијата се 5 и здруженијата за нас едно 6 здруженија. Во таа Унија аплицира здруженијата сите комплетно со собственото членство. Секаде каде што и сега кога зборувам, значи зборувам во име на Унијата. Бидејќи на 18 јуни ми дадоа компетенции за координатор на Унијата. Унијата во овој момент заедно со здруженијето за нас, не ме фаќате за збор, точната бројка не можам да ја дадам, меѓутоа се приближно 4000. И тоа е бројка за поздравување. Од денеска, после оно што го видов колку пристапници нови стигнаа од сите градови од кај што дојдовте, бидејќи на нашите средби, на нашите видувања нормално дека не можеме да ги изреализираме тие работи. И сега стигат пристапници и се во најава уште пристапници и ние во најава ваша од сите институции од кои што ни се јавивте денеска нови 3000 пристапници спремивме. Бидејќи потребите да ги задоволиме за да сите кои се вратите назад да имате потреба за плюс пристапници и за тие што дојдовте, а не слушнавте до сега слушнавте и се одлучувате да станете членови во здруженијето, да ги земете и да ги однесете на вашите колешки. Значи, зборувам за бројки кои што ќе ме донесат до компетентност. Зборувам за една единственост племенита, миролюбива. Така кажав и пред новинарите. Нашата професија е племенита и на нас само така ни доликува. Ние мора вака да се сплотиме сите заедно, во Унијата, заеднички. И јас сега сакам пред сите вас да го ставам на предлог, значи, нашата стратегија која што ние во Унијата заедно со сите здруженија ја донесовме. Значи, во овој момент овде ги имаме представниците на Сдруженијето Славјанка Влашчева од Цистина, тука е председателката Ирена.
Во овој момент тука се представниците на Сдруженијето на медицински сестри и техничари од албанска националност Флоренс Најтингел од Тетово, нивните представници се тука. Тука е представник од колегата на Сојузот на медицински сестри од Тетово, конкретно на медицинските сестри од Тетово. И тука ни се представниците исто од Гостивар, од Сдруженијето на медицински сестри со албанска националност и Сдруженијето на медицински сестри македонки. Сите они меѓу себе многу убаво соработуваат, перфектно, и заедно со Флоренс Најтингел и со Славјанка Лакчева и сите други овие здруженија, а здруженијето за нас во овој момент има над 1200 членства, сите заедно ви кажат све 4000. Председателите се овде во овој момент со апсолутна поддршка за целата оваа стратегија која што ја развиваме, и во овој момент јас сакам да ви дадам структурни некои работи со кои што мислам дека правничката ќе ми ги одобри, бидејќи не стигнав законски некои работи да ги протолкувам со неа. Целта ми беше од вас, од сите, од членството моментално во Унијата и во Сдруженијето за нас, само да биде назначено координативното тело на председател, подпредседател и координатор, бидејќи очекувам од оваа средба сите вие повратно кога ќе се вратите во вашите работни институции, и ве задолжувам и ве замолувам до 29 идната недела, до среда, да ви дадете повратна информација за изборот на вашите координатори од вашите институции. Значи, вашите координатори од вашите институции, кај што ќе се вратите, значи и во примарното, и во секундарното, и во приватното, и во терцијалното, и кај концесионерите, се што ќе предложите од сите здравствени институции, сите ќе бидат составен дел на собранието на Унијата и на Сдруженијето. Дали ме разбирате? Значи, на еден транспарентен начин сакам сите да имате присуство. Не сакам ниту една институција, ниту еден град да биде заобиколен во структурата на собранието на Унијата и на Сдруженијето за нас. Кога вие ќе ни ја дадете информацијата за координаторите, ние ќе имаме една средба исклучиво само со координаторите, кога ќе го поставиме целокупното председателство, во кое што на ваше барање, со ваш договор, ќе ги формираме секциите кои што ќе функционираат натре во Сдруженијето и во Унијата, каде што ќе почнеме да го остваруваме моментот на кој што едукативниот дел ние ќе го правиме со наши стручни програми и така понатаму. И сето оно што ќе следи како инволвација во меѓународните институции, и сето оно што ќе следи како проекти кои што ќе стигаат, бидејќи ние дадовме информација во Министерството за здравство, во лекарската комора, а јас минатата недела и во УНИЦЕФ дадов информација дека медицинските сестри повеќе не се едно здружение некое, дека медицинските сестри се унија на 6 здруженија со толкова бројка, и компетентноста доаѓа од тука, и дека не може меѓународните проекти да поминуваат така, каде што, сега да речеме, меѓународни проекти кои што се случуваат во патронажната служба се проекти кои што сакале ние или не ни се случуваат. Тоа се исклучиви грантови на договор на Министерството за здравство со канцеларијата на УНИЦЕФ. Јас како здружение немам право да одам таму, да се инволвирам и да кажувам дека јас го донесов тоа за сестрите. Не. Тоа се меѓународни договори од Министерството за здравството, се меѓународни проекти кои што на некој начин во овој момент, значи, го стимулираат патронажниот дел во нашата држава со проектите за деца, бидејќи УНИЦЕФ нормално не ни обработува таа тема, а ние сега поднесовме барање да биде инволвирана и детската клиника, бидејќи и детската клиника да се аплицира со собствени проекти и они да бидат прифатени. Брзо ќе имаме една средба во УНИЦЕФ и се надеваме дека ќе не прими и главниот Бенџамин, кој што е во моментот назначен за канцеларијата на УНИЦЕФ, и таму ќе си ги побараме, значи, компетенциите како Унија. На таков начин аплициравме во Министерството за здравство, каде што побаравме се што ќе помине како декларација, побарување за медицинските сестри, компетенцијата да ни ја дадат на Унијата, заради тоа што во овој момент членството кое што рапидно расте секој ден, значи мислам дека и ние носи компетентноста. Дојдовме до еден важниот момент кој што, значи, ова дефинитивно ме разбравте за изборот на координаторите кои што ќе треба да го направите кога ќе се вратите во вашите здравствени институции. Зборувам за сите вас кои што сте веќе зачленети, зборувам за сите вас кои што веќе, значи, сте во текст со програмите, со стратегиите, со сето оно што ние на работните следби го кажавме. За сите вие кои што прв пат доаѓате и кои што се уште немате членство во Сдруженијето и во Унијата, и кои што сега од кога ќе се вратите и ги презентирате сите впечатоци, ќе остварите членство во Сдруженијето, значи дека и вие ќе имате простор со новото членство веднаш да си назначите координатор. И наредната недела до 29 на нашата страна или на нашиот мејл или како ви е полесно да ни дадете повратна информација, да добиеме информацијата за координаторите. Со координаторите кои ќе направиме средбата, ќе биде формирано председателството,
кое што ќе ги сублимира сите председатели на секциите кои што ќе ги договориме во моментот. Тоа ќе биде се транспарентен договор. Значи ние секогаш за сите овие работи ќе се договараме. До крајот на годината или почетокот на идната година и покрај тоа што постоиме само 2-3 месеци, ќе имаме собрание на кое што апсолутно ќе дадеме финансиски извештај за се, комплетно. И сакаме транспарентно да биде се. Немаме право да ја дадеме јавно сметката, инаку ќе ја дадеме и јавно сметката. Значи сакам да имате увид на се, ама сакам да бидеме единствени, сакам да се собереме сите на едно место. Сакам да покажеме дека на нас ни е потребно ова за кое што јас ви го зборувам. Значи, начинот на кој што ја сакам тоа да го оствариме и цело време се навраќам на тие некои си наши побарувања во Министерството до сега, на кој што не успеавме никогаш ништо да добиеме, видов и сватив дека додека не се обединиме сите на едно место, дека ние никогаш нема да се ги постигнеме целите. Јас сватив дека ниту една индивидуа, нити пак како унија, нити пак како здружение, никогаш нема да можеме да отидеме да го оствариме, да го добиеме она што ние го сакаме. Ние само сите заедно можеме тоа да го добиеме. Затоа јас сакам да ви ставам, значи, на предлог, а и се надевам дека и ќе го прифатите предлогот, затоа што јас веќе морам, бидејќи времето веќе не притиска. На 13 декември позициониравме дата за во спортската сала Борис Трајковски ще случи голем состанок на сите нас од цела Македонија. И јас очекувам од сите вас, кога вие ќе се вратите назад, значи да го потикнете овој момент и дефинитивно, значи да сите помогнете заедно да го организираме истиот и верувам дека ќе најдеме сите време за себе си, толку ќе најдеме време да се организираме и од внатрешноста, и од Скопје, и да ја наполниме салата, и сите заедно да си го побараме законот. Нашата компетентност квантитативна која што ќе имаме на тој ден, значи ние ќе побараме од Министерството за здравство, раководните структури, до тогаш се надевам ќе имаме и министер кој што ќе ни удостои, ќе побараме обраќање, ќе побараме и од лекарската комора, веќе побаравме од сите невладени здруженија на пациенти кои што ни дадоа апсолутна поддршка во целата работа. Меѓутоа мене ми треба вашата поддршка, како да кажам, сите вие да одлучите да го направиме тој настан, да биде заедно. Значи, мора координативните членови кои што ги изберете до идната недела, значи за еден краток период да ни дадете информација колку сте подготвили да го поддржите целиот тој настан. На 13 декември терминот е слободен и ние го земавме како термин од тој ден среда, од 16 часот. И во моментот и преговаравме и со одредени фирми кои што го поставуваат сценскиот дел и мислам дека, значи, од тој дел ќе можеме да стигнеме до 13 да се организираме. Меѓутоа мене ми е многу важен фидбекот на вашата информација. Дали вие се служувате за вакво нешто? Ова многу ми значи, да ви кажам, навистина многу ми значи и очекувам од сите вас очекувам дека на ваков начин ќе го пренесете и ќе го донесете до вашите колешки во здравствените институции и очекувам масовно да се организирате и да дојдете на 13 декември во Скопје. Значи, јас не сакам да го обелоденам овој настан пред новинарите, се додека не слушнам и не видам како вие ќе го оцените настанот и како вие ќе го доживеете. Бидејќи, ако ние не добиеме поддршка од вас, да вие ни дадете стимул за да ние го организираме се тоа, значи може да ни се случи катастрофа во која што, на жалост, ми се чини дека ние од утре задутре веќе имаме договорено доста настапи по телевизиите, во кои што ќе се промовираме, во кои што ќе кажеме многу за вашето присуство денешно, па и вие ќе имате прилика, значи многу работи сега после завршувањето на состанокот да ни кажете. Овако очекувам, ако не се случи настанот, а не би сакала така да размислувам. Меѓутоа, ако успееме да се организираме и да биде, значи, очекувам дека сигурно ќе го добиеме законот и комората. Значи, тука ми се чини дека веќе друг по-убав и по-мирољубив и по-племенит начин нема. Ама ако се случи ние да оманеме, да ние самите за себе не си дадеме внимание во еден ден да речеме дека ќе бидеме таму каде што сте сите, да бидеме и ние, значи јас утре дента ќе искочам во медиумите и како сега што ви се обраќам, ќе се обратам и ќе кажам повеќе толку, значи не бива и не бива. Ама не смееме да го дозволиме тоа. Значи моментот е сега. Историјата во сестринството треба да ја напишеме. Ние никогаш не сме го имале правниот субјект. Мислам, срамота е да се шетаме низ белиот свет како здружение и како јас сум сестрите. Доста. Мора да имаме
правен субјект. Мора законот да ни изреализира на работните места. Мора да имаме правилник по кој што ќе функционира. Мора да имаме комората. Мора да имате правен, пазите, комората е правен субјект со овластување од министерот кој што вработува професионалци, во кој што вие во секое време, секој еден проблем имате право да си го протолкувате правно понатака. Се што ќе се донесе во комората како проблем, комората ќе го инволвира во здравствената политика. И комората има собрание кое што по закон, јас сега да ви кажам, и вие тоа го знаете, како што е комората на лекарите, по закон формира собрание кое што врз основа на бројките на сестрите од градовите, од институциите колку што сте, ви прави, значи, број на делегати во собранието. Преку делегатите си ги носите проблемите, преку делегатите фидбекот го реализирате во здравствените институции. Па ние, сестрите во концесионерските амбуланти ќе се сложат со мене дека откако пристапија во здружението и почна да се обединуваат, почна раздвижување на некои попозитивни политики во матичните амбуланти. Во спротивно мислам јас, навистина, ние сите сме 6 воедно на работа, сите се работиме, и администрација, и стручен дел, и не знам веќе што да работиме. Меѓутоа они се на работните места, па и чистачки, па и одмор не им даваат. Па и не ги пуштат од работа да излезат и така понатака. Меѓутоа јас апелирам до концесионерските амбуланти дека ние ништо бунтовно не правиме. Ништо. Ние само сакаме колешките да се обединат и на еден начин како што доликува нели си го побарат остварувањето на собствените права. А ние во законот за нив ќе бараме да истите кога ќе бидат на било каков начин со престанување на работните односи, да има работниот однос, да имаме начин како да ги прибереме повторно да се вратат во јавниот сектор и да се збринат тие луѓе. Па вие не можете после 30 години да дозволите сестрите на улица да останат. Ние имаме сите проблеми во јавното здравство сите, меѓутоа на жалост за наша среќа не се сретнуваме со вакви, нема вакви ситуации во кои што законот 5 години вештител за работни односи, така се случи нивното подпишување кај концесионерите. За 5 години законот за работни односи ги штитеше, кога завршија 5 години концесионерите не одговараат пред никого за тоа како ќе ги анулираат од амбулантите. И се најдоа сестрите на улица, се најдоа затечени, се најдоа, значи немаат каде да се обртат, нема кој да ги заштити. Слушнав од нив дека оделе таму во здружение, некаде барале помош и се не сакале ни да ги погледнат. И таа е трагедијата на нас, онака расејани никакви. Затоа би сакала, значи, уште еднаш да апелирам, се надевам дека правилно ме разбравте, убаво ме разбравте, ќе дозволам сега и прашања да ми се обратите, па ќе продолжиме со ној другиот дел кој што планирам околу координативното тело и информацијата повторно за собранието. Се надевам дека правилно ме разбравте, се надевам дека сите се сложуваат да се ова што го кажат. Се надевам дека многу од вас кои што имате било каква идеја со која што сметате дека на многу подобро ќе ги истуркаме работите, прифаќам секаква сугестија, се што мислите дека сакате да дадете како предлог да кажете, секоја соработка ја прифаќам, се што како добробит преку стандардизациите стекна приватните здравствени, се прифаќам што може да се преточи во јавните здравствени установи. Сакам да имаме една апсолутна соработка ние во нивото наше на сестрите, бидејќи сите сме ние сестри. Не е важно дали работиме во приватното, дали работиме во јавното, во примарното или во секундарното. Битно е дека сите сме во тој профил заедно со акушерките, стоматолошките сестри ги абстрахиравме, бевме на стоматолошката клиника и му ставивме и на нив информација и им кажавме дека и покрај тоа што се мала бројка со една-две генерации завршени во средното медицинско, тие се медицински сестри и нив со таа бројка со колку што се, значи не дозволуваме да останат одлејани доколку они имаат добра волја да бидат каде што сме сите другите. За акушерките да не зборувам, тука е и акушерка оваква Милица од координаторот од акушерките, денеска добив од клиниката за гинекологија големи поздрави, спречена беше координаторката да дојде од приватни причини, меѓутоа сакам да кажам дека и акушерките се тука. Сега не ми забележувате во искажувањата кога некогаш ќе го заборавам профилот на стоматолошките или на акушерките и да не ми замеруваат лаборантите и физиотерапевтите и рентген технолозите. Цело време додека се движевме на состаноците низ цела Македонија, верувајте ми, секаде беше иницијатива од сите нив да бидат здружени и они да бидат со нас.